Наместо напред, луѓето од истокот се движат назад. Дискриминација има повеќе од кога и да е. Годинава бројот на граѓани кои барале заштита на правата поради дискриминација е зголемен повеќе од двојно. Разлика од 2013-2014 година, каде што имавме поднесено по 20 преставки по однос на дискриминација и правична и соодветна застапеност на етничките заедници, во текот на 2015 година до денешен ден имаме веќе 45 преставки по различна основа. Една од најчестите причини за поплаки се дискриминацијата и стереотипите, кои најчесто се на етничка основа. Во делот на стереотипите кои што испитаниците албанци ги градат кон македонците превладуваат само негативни стереотипи. Интересно е дека, например, повторно зборувам од етничка припадност, превладуваат позитивните стереотипи, например, и од албанската и од македонската етничка заедница кон турската етничка заедница. Освен со дискриминацијата и стереотипите, ситуацијата е се полоша и со говорот на омраза. Најексплицитен говор на омраза е говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација, че тој е најексплицитен во најчиста форма, а најмасовен говор на омраза е говорот на омраза врз основа на политичката припадност. И говор на омраза во однос на професионалната ориентација. Најзасегнати професии кои што се подложни на говор на омраза се полициските службеници и новинарите. Надминувањето на овие проблеми е од суштинско значење за развојот на општеството. Па на нив треба да се работи уште од мали нозе. Ке мора да се инвестира во образовниот систем преди се. Културата на однесување, културата на толеранција, културата на почитување ќе треба кај младите луѓе пред се да се всадува уште од најрана возраст, за да растејки и образувајќи се понатаму, дојдеме во една ситуација да веќе на тоа академско ниво, со кое што ние работиме на факултетите, е да имаме веќе повеќе или помалку профилирани здрави личности. Инаку, овие проблеми беа тема на истражување на правните факултети од Штип, Скопје и Тетово, а резултатите беа презентирани денес во Штип.